Не е важно кој го подметнал, туку кој постојано додава масло. Македонија 20 години е жртва на пироманска политика. Палат, ама не гасат. Оган на сите страни. Топло во воздухот. Гори по планините. Среќа што се најде човек што има наук како да го стивне, што со професорски опит успева да даде своја дефиниција, да понуди свое видување за начинот на кој можеме да се спасиме од огнените јазици. После дождливи пролетни денови кога има многу трева во август, која сува тревата, таа вообичаено од невнимание или од некои намерни може да ја потпалат и да предизвикат последици за генерации после нас. Секој брат би посакал да има толку грижлива сестра. Неостварената желба за посакуваната позиција мора адекватно да се компензира. А каде, ако не во семејството? А за кого, ако не за најмалото, најубавото? Дада му помагаше да се школува, поправаше лоши оценки за на крај чичко джеват да му најде и работа. Па не бива покрај зет амбасадор, сестра пратеничка, сваќа вице-премиерка, тој да остане без функција. Инак самиот крај, за целата јавност, да, Замир Мехмети е брат на Ермира Мехмети и не е предлог на Ермира Мехмети, туку е мој предлог. Немаше да бидеме изгубени во оваа класична непотистичка приказна, доколку држава навреме инсталираше гаджетче, со кое поедноставно ќе се движевме низ недојдија. Арно, ама за нас живите организми од Македонија не може да се најде синтетичка форма што би ни ја аплицирали. Како да утнал некој безгрешен киборг, а не човек, дури и новинарката се инфицирала од импликацијата, па се понесла како хипнотизиран геноид. Треба да биде достапна на сите возачи една Android импликација. МВР и Министерството за информатичко општество и администрација излегоа со нов проект Android импликација. Треба да биде достапна на сите возачи една Android импликација. Министерот за здравство заборава дека во држава не се функционира со препораки, па препорачува да се почитува препораката. Кога беше во образование, тој наредуваше. Сега препорачува. Ама кој смее да му нареди на премиерот? Тој е сепак најголемиот работодавач. Ова е препорака. Владата има согласно своите надлежности можност да даде препорака до сите работодавачи да ја почитуваат оваа препорака. Нивно е дали ќе ја почитуваат или не. Ние препорачуваме да се почитува тој. Кој може да работи на 41 степен, дори да изложи кога уве зрачањето е 9 степени и кога температурата на сонце е над 60 степени. Не баре се од синдикатот, а не од кај работодавачите. Се опуштија Бонева и Трајановски. И тоа каде? Кај смртните непријатели. ВМРО-вската препорака број 1 не ја почитуваше Спидо градоначалникот, кој мораше да се зацкрива за темни очила, горејќи си ги табаните на врелите песоци во неа мудања. Шефицата на пратениците од власта мораше да се маскира во халибери, за да може со пераите да плива во неи пори. Сепак, успеа да ја препознаат. Бонева Силванова, исто, каша гледате тука, така исто и она. Сепак има и од оние што не само што дословно ги почитуваат препораките, туку одат и чекор подалеку, па пред целата јавност имаат потреба да ја покажат својата верност. И за тоа што го нарекувате председателот на државата послушник на ВМРО ДПМН или нас како пратеници, не вреѓате. Јас лично се гордеам што сум послушник на Никола Груевски, а вие чиви послушници сте ако не на Црвенковски? И на крајот за втората група послушници. Тие веќе нема кому да му се колнат, оти нивниот шеф е како Халеева комета. Според предвидувањата во Сончевиот систем ќе се појави во 2061 година. Единствено ако не биде пресретната од некој интерпланетарен пират.